За колку автопати во регионот или во Европа знаете кои биле долги 57 километри, а се граделе дури 10 години? Јас знам сигурно за еден од нив. Тој е автопатот Кичев-Охрид. Тој започна да се гради во февруари 2014-та. Одиме на терен да видиме каква е состојбата една деценија по почетокот на градежните работи. Ветуван од повеќе влади, представуван како една од клучните сообраќајни делници во Северна Македонија, но по се изгледа уште години ќе поминат додека возилата ги изминат првите километри на автопатот Кичев-Охрид. Ако денеска ја минете целата траса од Кичево до Охрид, на повеќе места ќе видите градежна механизација. Евидентно е дека теренот не е вообичаен и рамничарски, иако впечатокот е дека веројатно се би одело побрзо со повеќе градежни работници и опрема во погон. Се работи на поспецифичните предели, кај тунелите, мостовите, но и на низинскиот дел од патот во продолжение кој се проширува. Првичниот проект предвидуваше две ленти од 25 метри ширина и дозволена брзина од 100 км на час. Нерамнините на нефинишираниот асфалт веројатно ќе ги почувствувате без оглед на амортизацијата на вашето возило. Во минатото беше представено дека проблем е лошото планирање, а потоа свлечиштата. Во близина на оваа локација, кај извор во околината на Кичево, пред 10 години беше поставен камен темелникот на автопатската делница Кичев-Охрид. По нејзината должина е планиран тунел долг 2 км кај Пресека, виадукт кај Лавчани и мост од 530 метри кај селото Добреноец. Тешко дека во моментов некој може со сигурност да го каже рокот до кога овде ќе се вози по модерен автопат. Овој автопат треба да овозможи поврзување со Охрид како главна туристичка дестинација во земјата. Првичните проценки беа дека автопатот ќе чини 374 милиони евра и дека ќе биде изграден за 4 години. Но последните проценки се дека ќе чини близу 600 милиони евра, а крајот на изведбата не е ниту на повидок. Автопатот Кичев-Охрид е дел од коридорот 8 и на него работи кинеската компанија Синохидро со македонски подизведувачи. Се размислуваше и за раскинување на договорот и избор на друг изведувач.